Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. До недела пекол, на сила црвен метеоаларм. Здравствените работници предупредуваат не излегувајте од дома ако не морате. Пожарите продолжуваат да беснеат во Македонија, во Прилепско се уште гори кај село Бешиште. Во градската библиотека Буркат Алески вечерва ќе биде промовирана книгата Од диалог до политика, дизајн на градови што слушаат и одговараат од Клементина Ѓурѓиевска. Утре симпатизерите на фудбалскиот клуб Победа најавуваат собир пред општина Прилеп како протест за состојбата во која се наоѓа клубот. Општина Прилеп информира дека водата за пиење во канат Ларсија, Рековци и Тројкрасти не е здравствено исправна. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Метеоролозите најавуваат до недела пекол на сила црвен метеоаларм. Под влијание на екстремно топол бран од југ од Африка, до недела 27 јули во Македонија продолжува екстремно топло време со високи температури на воздухот кои ќе се качуваат во интервал од 37 до 44-45 степени. Во Пелагонија моментално преовладува сончево и многу топло време под влијание на топлотниот бран. Температурите се движат од 38 до 40 степени Целзиусови, што е над просекот за месец јули.
Денеска максималната температура во Прилеп достигна дури 43 степени. Утре 26 јули сабота минималната температура ќе изнесува 14, а максималната 42 степени со слични услови како денеска, сончево и многу топло. В недела на 27 јули се очекува локална нестабилност со пороен дожд и грмежи и со 6 до 7 степени опаѓање на температурата. Здравствените работници предупредуваат: не излегувајте од дома ако не морате на ова топло време. Службата за итна медицинска помош апелира до граѓаните да се придржуваат на препораките на Министерството за здравство за самозаштита од топлотниот бран што ја зафати нашава земја и кој заедно со интензивните UV зраци на сонцето може да предизвика здравствени проблеми кај граѓаните, бидејќи физичкото здравје е директно поврзано и со психичкото, велат лекарите. Ако граѓаните имаат потреба да излегуваат во период од 11 до 17 часот, тогаш да внимаваат да си носат светла памучна облека, главата задолжително да биде заштитена со капа, да се носи на очари, по можност да се движат под сенка по улица и задолжително да носат шишенце со чиста вода. Во исхраната да внесуваат повеќе овошје, зеленчук, кои ќе бидат добро измиени и да се запазуваат хигиената на рацете. Од пијалаци, чиста вода, да се избегнуваат алкохолните пијалаци, велат лекарите. Пожарите продолжуваат да беснеат во Македонија. Во Прилепско се уште гори кај село Бешиште. Во Македонија денеска има 7 активни пожари. Се уште не е изгаснат пожарот во општина Прилеп кај село Бешиште, место викано Бешишки рид, каде гори мешана шума, крак кон селото Градешница. Пожарите меѓу селата Царевич и Смолани, местото викано Радобилски рид, каде гореше мешана шума и нисткостеблеста вегетација, се под контрола, информираат од Центарот за управување со кризи. Во градската библиотека Бурка Талески вечерва ќе биде промовирана книгата Од диалог до политика, дизајн на градови што слушаат и одговараат од авторот Клементина Ѓорѓиевска. Книгата е модел за локална промена преку заекнување на релацијата локална власт заедница со активно и континуирано ангажирање на заедницата во процесот на креирање на јавните политики, одлучувања и инвестирање на општинскиот буџет. Општина Прилеп информира дека водата за пиење во 3 села во општинава не е здравствено исправна. Водата во Канатларци, кај бензинската пумпа во Ерековци и Тројкрасти не е здравствено исправна и не смее да се користи без претходно вриење од 10 минути, соопштуваат од општина Прилеп. Временска прогноза. Метеоролозите најавуваат до недела пекол на сила црвен метеоаларм. Под влијание на екстремно топол бран од југ од Африка, до недела 27 јули во Македонија продолжува екстремно топло време со високи температури на воздухот кои ќе се качуваат во интервал од 37 до 44-45 степени. Временска прогноза. Слушавте Пелагонијска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.